Охрид веќе изминатиот викенд нели преполн затоа што продолжениот викенд си го направи своето. Околу 30.000 туристи веќе одмараат на Охридската ривиера. Околу 95% па може и повеќе се исполнети туристичките капацитети, па и приватните сместувања. Тоа дополнително на некој начин им создава нервоза кај гостите кои што немаат резервирано, а дури сега доаѓаат да одмараат во Охрид. Она на што ние обрнавме најмногу внимание овие 2 дена, освен преполнетоста на Охрид, македонците, туристите, оние повозрастните, освен плажите и баровите на плажите кои што им се омилени, знаат да го искористат Охрид како место за излет и пикник со најблиските. Па многу често ги користат парковите покрај плажите. Нели, традиционално се прави скара, таму уживаат по цел ден, но она што претходно можевме да го приметиме изминатиот период дека македонците имаат лоша навика, сето она што го употребуваат преку својот излет знаат да го оставаат зад себе. Голем е бројот на гости, претежно македонци, кои одморот на Охридската ривиера го користат за пикник и излет со најблиските. Најчесто ги избираат камповите, но преферираат и седенки со сопствени реквизити во парковите близу плажите. Македонците по стара лоша навика се познати по недоволната хигиена на отворени простори. Честопати објективот на нашата камера, поготово на прослава на неколку празници кои по традиција се прославуваат во природа, за жал ја има снима несвеста на некои граѓани кои отпадоците од прославата не ги средуваат на означеното место. Лименки, ѓубре, расфрлани кеси и слични штетни материи знаеа да останат во зеленилата и парковите. Но по се изгледа еколошката култура на македонците почна да се крива на многу повисоко ниво. Денеска се фрливме во акција да истражиме и провериме колку нашите гости во Охрид се грижат за хигиената во парковите и плажите и што и како оставаат зад себе. Сите потврдија дека отпадоците ги складираат на правилните локации. Обавезно. Тоа не е приоритет. Да ги собирате отпадоците? Обавезно. Да. А што мислите, дали луѓето околу вас, еве овде имаше и други, го прават ли они истото? Мислам претежно да. Ретко некој така го става. Ипак свеста оди по нагорна линија. Кажете ми, дали се грижите за екологијата еве после кога ќе се заминете ги собирате отпадоците? Сигурно. Гостите додаваат дека самата чистина на одмаралиштата и плажите не дозволува тие да не се однесуваат совесно. Останува да видиме колку нивните одговори ќе се потврдат како точни кон средината на неделава, кога Охрид малку од малку ќе се подиспразни и кога парковите наменети за излет и рекреација ќе се подиспразнат, па сите грешки и вистини ќе излезат на виделина. Охрид е полн со домашни, но и странски туристи, кои што освен што уживаат покрај езерото и на добро уредените плажи, ги посетуваат и културните програми кои што оваа година се случуваат во Охрид.